Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Искра Донева, писателка, Стефан Стефановски, фитнес тренер и режисерката Софија Теодор. Останете со нас до 11 часот. Добро утро и во овој дел од емисијата. Ја поздравувам и Јелена, која што е тука заедно со мене, бидејќи се напи вода, морав јас ја. Јас чекам малку многу неспремно ме фативте, сега пијам вода и се мислам дали беше од чешма. И па вака... чешма, ама сите имаме да чешма. Не се секи, супер безбедна е водата. Океј, се напивме водата од чешмата. Почитувани гледачи, голем поздрав до сите вас, бисарче да ти благодарам некако директно на тебе отидовме затоа што пиев вода. Сакам да ве поздравам уште еднаш, нели после утринските вести се враќаме во овој дел од студиото каде што ние веќе си ги пречекавме нашите гости, двајца од нив, не всушност еден е прв пат, другите биле од многу одамна. Мислам дека направивме одлична комбинација на луѓе кои што многу зборат, што некако мене многу ми се допаѓа така петочки да имаме по енергична атмосфера. Јас мислам дека бисарче јас ти воопшто нема потреба ние нешто да прашам или да кажам, затоа што гостите сами по себе се сите доста интересни. Меѓутоа ајде ќе се почнеме од другата страна некако затоа што се дамите, па имаме само еден господин тука до мене, него ќе го оставам за самиот крај. Би сакала да ја поздравам Искра Донева, со која што исто многу одамна не сме се видели и многу ми е драго што се слушнавме по телефон и што го договоривме ова гостување. Искра, требаше да се снимаме ние теренски, па те замоливме да ми дојдеш во студиото, некако друга атмосфера. Баш ми е драго што си тука. Добре дојде во Здраво Македонија. Добре ве најдов и мене секогаш ми е пријатно во вашево студио и буквално изгледа како дом. Така треба. Да изгледа како дома, што е пријатно. Да, ќе имаме доста интересни теми со тебе, Искра. Мислам ти си одличен соговорник во секоја ситуација кога сме се виделе. Меѓутоа затоа што баш одамна не сме се видели, има многу работи кои што ќе си ги споделиме во текот на емисијата. Меѓутоа уште една дама со која што не сме се виделе, всушност јас и таа прв пат во живо вака се гледам, иако јас знам за неа, нели сме ја читале. Тоа е режисерката Софија Теодор, која што на наше големо задоволство е денеска во Здраво Македонија после доста години. Сега баш зборивме дека многу одамна била. Софче, ти благодарам многу што дојде и ти и добре дојде во Здраво Македонија. Па исто и мене, добро ве најдов пред се, така да мило ми е што сум овда. Канал 5 ми е онака секогаш во срце, телевизијава, посебно вашиот директор кој што е феноменален. Нека си ја продолжи работата како што си ја работи. Така да супер гости, фала што ме викнавте, се надевам дека убав муабет ќе имам. Секако, тоа дефинитивно ќе биде така. Да го представиме и нашиот трет гостин. Он е за прв пат овде во Здраво Македонија. Искрено мој пријател кој што навистина ми е многу драго што е тука, тоа е Стефан Стефановски, кој што ние го најавме како фитнес тренер, меѓутоа Стефан моментално не работи како фитнес тренер, тука има една доста друга интересна професија и убава животна приказна за која што ќе зборуваме во емисијата. Стефан, ти благодарам што прифати поканата да дојдеш. Добре дојде во друштво на 4 жени. Преубаво ми е. Така. Добро утро и од мене, ти благодарам премногу на поканата. Преубаво ви е студијаво, вие сте прекрасни, навистина преубаво изгледате, овдека под рефлекториве уште сте пубави. Фала многу. Човеке, вие преубаво изгледате, ти си мечинг со вајбот овдека. Се погодивме. Со цвекињава. Па ја па сум се облекла како него. Да сме се договарале ја и он. Ја и бисера пастел, види како многу изгледаме. Звезди денеска паѓаат таму или ние сме звездите, видиш што е работа. Работа телепатија ова никој. Да. Верувате во хороскоп да ве прашам затоа што Ти кажам одма што сите зборувате? Мислам сите верувате? Да. Кај ве најдовме сите во астрологија, што си во хороскоп? Бик со лав. Овен. И јас сум овен. Браво. А јас рак со познак лав и месечина стрелец, комбинација добитна, проверена. Ти романтична си, Искра. Да, креативна, Ама и романтична, а од лавот ми е тоа јавноста, пробивноста, нешто ново, борбата, од таму е тоа. Леле. И ова со месечинава во стрелец е таму стануваат бедлите, авантурите, патувањата. Ау, ја и Совче ти роговите ги покажуваме. Да, ние И кога треба и кога не треба. Ама не сме рогоњи, пази. Друго е да те направи некој рогоња, а друго е ти да будеш. Така да има разлика помеѓу едното и другото. Добро, битно сме свесни дека имаме бодам, рогови. не сум нашо ме бодат обично. Ја наредивме. Леле, Ја наредила работава одамна. Девица се ри.
Леле, значи цел хороскоп тука, некој кој на натална карта да ни Цело направи. животинско царство сме да собрали. Леле. Зоки Крстевски фали, мислам дека Живи се да го викнеме некој натална карта да ни направи. требаше треба на требаше ти гостите. и него да го викнеш. Сакам многу, сме се договарале многу често, не знам дали го сконтактиравме човекот, ако не гледа, ете му јавна покана. Ајде, Зоки, молим те го, знам ја дојди Зоки, гости, така да. натална карта да не Зоки нека дое на сите овде. Нека ни исчита. Да, сакам да ајде Совче, се јас со тебе баш сакам да почнам, мислам буквално нема кој не те познава во државата, имаш толку многу богата кариера позади себе, нешто кое што е сега не можам да кажам ретка професија, но невообичаена професија За жена. во Македонија и за жена, точно да бидеш филмски режисер. Како ти од каде тебе љубовта или дали од мала на пример Да. ти знаеше дека сакаш да бидеш тоа и тоа и тоа? Значи, као мала кога бев, тогаш кога растев, беа актуелни многу оние, ако памтиш, не знам, добро, не си моја генерација, помлада си, имаше враќањето во Иден, Стефани Харпер беше главна, инаку се викаше Ребека Гилинг, ја играше улогата на Стефани Харпер. Ја бев дете, тогаш почна онија династија да се беше многу актуелна. И јас шо правев? Гледав некоја епизода, излегував надвор, кога ќе излезев надвор, ги редев децата и буквално им викам ти си Сара, ти си Стефани, ти си Том, ти си овој оној. Според тоа што гледав, да, и им кажував што да прават, фактички сум правела режија мизасцен, да. Ти ова ќе кажеш, ова ти ќе се свртиш. Ама ја не сум немав поима што правам. Значи ја го правев тоа, ја фактички сум родена со тоа. И како дојде годините како идеа, почнав да се интересирам за филмот, за театарот, почнав да одам почесто, да ги запознам постарите колеги, глумци наши, кои што подоцна и работев со нив, се разбира. Па посакав да се запишам на први на историја на уметност, затоа што сметав дека кралевите и принцевите, првинодат на историја на уметност, као Карло, овој кажи кој што е кралот Чарлс и така натаму, принц Вилијам, сите имаат историја на уметност, археологија завршена. Ти кралица да не сакаш да бидеш. Првин тоа дипломирав, после тоа отидов на филмска режија во класата на Столе Попов, кај нас на факултетот за драмски уметности, потоа магистрирав во класата на Сашко Насев на филмско и ТВ сценарио. И веќе јас влегов во тие води и почнав контакти со Балканот. Исидора Бјелица ми беше многу добра пријателка, која што за жал, нели, почина август 2020 година, ми ги отвори вратите многу кон Србија. После се запознавме со Зорана Павич, што е фактички братучетка на Драган Бјелогрлич, па дојде комбинација со Хрватска, ми ги отворија вратите покојна Долара Сламбаша, она е хрватска звезда која што беше мажена за Раделјак. Раделјак е мултимилиардер во Хрватска, кој што за жал исто и она погина, после Тоше одма погина. Така да она ми ги отвори вратите кон Хрватска. Тука сега е Ванеса Радман, која што живее во Германија. Она ми ги отвори вратите у Германија. А кон Македонија ги отвори на некој врат. Македонија, јас сама си ги отвори вратите, значи во Македонија никој не ми ги отвори вратите. Јас многу сум горда на себе, ова не е многу, да речеме, егоистички, туку кажам она што е вистина и што е реално. Буквално со мој труд, со моје знаење, со мој памет, све направив сама. После тоа, не знам дали смеам овде да зборам за масони и темплари, ми дадоа Grand Master Commander да бидам од UK, односно од Англија, тоа е масонска лоџа таму. И станав и тоа, и Grand Master Commander од UK. Они ми ги отворија вратите кон Лос Анџелес. Таму е мојата темпларка Карен, која што е буквално цел джет сет, холивудски, цела елита оди кај незе. И она е таа која што е палигаси во Лос Анџелес. Чека, сега ти кога ќе одиш во Лос Анџелес? Тоа ми е следното прашање. И па мајка ми да дочува. Моментално во Македонија сум само поради мајка ми, која има 84 години и која што, за жал, нели, староста си го прави своето, има старачка деменција и се грижам за неја додека сум овде. Така да дочувам, после куфирите си ги пакувам и заминувам за Лос Анџелес, каде што ќе ме пречека мојата темпларка, мојата другарка. Она ми е као мајка, она има нека 68 години. Жената е стварно палигаси Едва чекам да видам каква кариера ќе направиш Па таму. светска, да, ќе биде светска. Па ти заслужуваш светска кариера, мислам. Да, она ме поврзува со холивудски звезди, така да јас сум им многу благодарна, се грижи за мене, буквално се грижи како да оди мојот пат. Доста ме кара, ме тестира, буквално ме личност таква во ме животот. изделка, да, мене ми требаше баш таква жена во мојот живот, која што ќе ме изделка вака добро и ме изделка и фала и многу, така да станав сосема друга личност, поинаква личност,
Други аспекти, веќе други сваќања имам во главата. Секоја чест. Така да им благодарам. Би сакала кога збориме веќе за ова и ви, Стефан, да го прашам, дали веруваш дека секоја личност која што ја запознаваме во животот, ја запознаваме со одредена причина да не научи некоја лекција, еве баш она што го кажа Софија, дека ги запознаваме ликовите баш во вистинскиот момент кога навистина нешто ни е потребно, а ние можеби не сме ни свесни за тоа. Па не само личност, туку секоја ситуација која што ни се случува во нашиот живот, сметам дека е со одредена причина. Едно од моите мота е тоа дека ништо не се случува без причина, ни зашто сме баш денеска овде и зашто сме баш ние денеска овде. Можеби во одредено време во иднината ќе покажеш резултат со некаков друг тип на соработка, ги запознаваш луѓето, ти ја трасираат патеката на сосема друга насока, барем по тоа што мене ме научил животот. Јас сум променил до сега доста професии, сакам да изучувам, сакам да се впуштам во нешто ново, кое што не сум го знаел и сакам едноставно да го турнам собствениот лимит, да видам докаде можам да оди. Да одам. Така да, Мене ќе ми треба секако нема фитнес случај. тренер, така да ќе дојде. Леле, 3 кила да се симнам од мене, така да те молам. Тоа, Стефан, сакам да прашам, затоа што некој пат, кога ќе дојде некој човек кој ми каже, јас сум човек со многу професии, сакам да експериментирам, јас викам секоја чест, браво, затоа што, нели, навистина буквално се ставаш надвор од твојата комфортна зона и сакаш да пробаш нешто, ти си еден од таквите. Кажи ми, дали ти имаше визија во главата од мал нешто што сакаш да бидеш, а животов те однесе на нешто сосема друго? Ако ти кажам што сакам да видам како мал, треба да ја поздравам одма баба ми. Ајде, поздрав за баба, брзо да најмногу на свет ги сакам. Така? Сакам да видам пејач, уште од кога знам за себе тоа беше како билена работа, дека сакам да се бавам со јавна професија, али пејач сигурно сина ми викаш секогаш не можеш да бидеш ти бабе пејач, немаш глас за пејач. И така уствари мужот кога во друго нешто. Си викаш ништо. Пејачката кариера. И ама сега веќе гласот ти го направив, така да можам да почнам да се бавам со тоа. Па кој се не е и тамо да му го регулира. Совче спот ке ти Нема проблем. Ама може сега тамо ќе одиш кај композитор, некој ќе те средат на тие. Физику сум го средив, не се уште уста да отворат. Искра рече песна ќе ти напише. Ја и Бисера ќе бидеме во спот статистики. Ете гледаш дека нема ништо случајно. Сега дали ти јасно дека ништо нема случајно? Значи оваа кариера не ја пробавме уште во спотови да те акаме да се стоја. Си била во спотови. Добро, во твој не сум била. Следно во твој. Значи пејач не стане и после се викаш што ќе бидам. Правник сум, по професија сум правник. Со тоа што си имам бавено со авиација 7 години, работев како стујард. Ги поздравам сите мои колеги и колешки од Визер компанијата. Моментално сум фитнес тренер, сертифициран нутрициониста, кој што има ресторан Авокадо. Станува збор за безглутенски ресторан, без шеќер, без адитиви и без додадени масла. Искра, ти се пожали дека сакаш нешто да правиш, да слабеш, што ќе правиш, еве. Да, сакам уствари здрав живот, нели затоа што јас многу трошам, ништо не ми работи. Ти умствено да не трошиш многу. Па и мислиш многу. И умствено, меѓутоа и пошто тој локомоторниот дел од нервниот систем не функционира, јас се работам на мускули, си ја носам снагата и буквално секој чекорче за мене представува како искочување на водно. Јас трошам, буквално овие јаткасти или буквално самиот организам ми кажува што му недостига во моментот, дали дома, дали банана, дали некоја јатка, буквално. Значи си го слушаш телото комплетно. Да, ми кажува, значи тоа ми фали, буквално додека не земам фстак или бадем или нешто. Браво. Не се смирува тоа, некоја како треперење. Аха. Некоја доза е смалена, буквално ми е гориво тоа. Јадењето ми е мене на прво Така, ама си пазиш. Не е дека јадеш се што или? Си пазим затоа што веќе го имам навика, иначе сум гурманче. Се сакам да пробам, ама количински Стрмна си кажи. Не претерувам, стрмна си. Значи, како ќе ми каже некој гурман, каже дека се стрмен човече. се јадев и ние со балканска трапеза. Па така, да се на маса тука имаш од пиле млеко. Не можам да гладувам, не можам. Ете така. Можам да гладувам, јак. Не треба да гладуваме, треба да правиме паметен избор само. Така е, така. Ама гледаш тој мајндсет, тој шифт Стефан што го направил. Ке те соши одма. Да, ама не, тоа така треба сите, нели, не е работата да кажеш ке слабе. Не на вкусови, ако се сеќавате, значи толку добро мени има
направено повремено кога може ми носе нешто нивните буст на енергија. Буквално е ова ќе го изедеш И се чувствуваш поразлично. имаш енергија, мене ми фали енергија, не е само да се чувствувам сита туку, да имам сила да се ја носам снагава. Да. Ма и психички да се чувствуваш порелаксирано, затоа што храната и како делува. Апсолутно. Ми кажа дека ти недостига некогаш енергија. Искра, што тебе ти недостига? Мислам, сега сигурно е листата долга и ќе си кажеш колку време имаш да седнам да кажувам што мене се ми недостига. Меѓутоа, еве, како граѓани на оваа држава, како некој кој што е во твојата ситуација, ние сме имале, можеби немаме многу голем број на луѓе, меѓутоа сепак постојат. Што е она кое што е примерно за Искра во овој момент? Примерно за Искра е просторот, ама тоа е малку тежок Дискутабилно. проблем. Чекај, каде живееш сега? Во истиот стан, уште сум заглавена таму меѓу 4 зида, зјапам во таванот, за среќа не ме напушта позитивата, дедо Боже навртува вака луѓе, буквално случајни намерници, ќе се спремам, ќе застанам на врата или пред зграда чекам кој помине по случајен избор, онака као на лотарија, да ми се паднала, но многу е лошо чувството кога буквално сакам само нешто скроз нарамно, што викам јас нека и шупа само со 4 зида, пошто мене не ми требаат зидови и врати да одзема простор, туку ми треба простор кај што ќе си ги сместам помагалата, работите. А во каков движење, стан за живееш вртење. сега? Што не е Прво, функционално дали живееш во зграда, така? Каде што Да, треба да се живеам качиш? во зграда која што нема лифт, има скали. Баш минатата недела шетав низ малото. Верувајте дека го имам најлошиот блес во цело мало. Значи степените се над, косина има над 55 степени. Здрав човек не може да ги искачи, а не остало. И во тоа време кога е градено 80-тите години, имало закон до 5-ти кат не се гради лифт и нема ни архитектонска модност. да. А настрана ниту комшиите као немаат потреба, тој има дополнителен трошок за струја, за се остало, и за затоа не одржување. ставаат, јасно. Теба само ти треба, нас нели. На кој спред живеете? На први кат живеам, меѓутоа се многу стрмни скалите, мермерни, обично дупло од оние да. старите, Да, има и имаат такви капки, скали, да. буквално ми е од трета мајка да фатам. Добро, а тоа нели се аплицира негде, например, еве да смениш адреса на живење? Не можем ба душа да ја сменам, не ми следува социјален стан, вработена сум. Што работиш ти? Види ти жена со многу професии и сега тука ми изненадуваш и ти мене. Не, за работа си работам, вредно Браво. сум и сакам да си го заработам. Значи, затоа и тоа досега не ми успеале тие така накаже ред наречени хуманитарни акции, затоа што јас не личам на на профилот. Да. За вака и сите мислат, сите искат. Премногу си позитивна за да те сожалуваме. Да, во смисла и тука е таа дискрепанца некаде на вистинската приказна. Јас секој сум била искрена со сите. Ама многу е тешко да се раскаже од точка А до точка Б, од пепелашка од дома до пепелашка штори по баловите, нели? На Виенски бал се гледаме со Вера, со остали, нели? Да. Значи, Сега тука ќе се жалиш, а до вчера се била на Виенски бал, као нема баланс, така? Па затоа велам, ама секојдневието, за да ви го објаснам, мора да има камера со мене 24 часа. Еве Софија ќе дојде да ги режира филм, се да видиме што се случи. Најсериозно, затоа што е многу сериозна ситуацијата која ќе земете, ама нема воспоставено систем. Значи не е вината во еден човек, па тој човек да ја реши, туку е цел систем кој што треба да ги подржи сите луѓе како мене. Јасно. Да, дефинитивно се согласуваме. И многу луѓе кои што биле со било каква попреченост го кажуваат тоа системот кај нас не функционира и тоа ние се надеваме од утре, од задутре, од следната недела. Ради реда, јас веќе одам на престанав да се надевам за тие работи. Да. Како изгледа искрено секој ден? Ве рековте дека сте вработена, што е добро. Дали е физичка работата, дали треба секојдневно да ја симнате количката, како ја симнувате? Зашто рековте живеете во зграда на прв спрат. Да, ама на тоа стварно не би одела, затоа што буквално се помагалата натаму се снаоѓам како знам и умеам и дополнително се работам се што можам да сработам и како превод, еве и како инфлуенсерство. Затоа сакав со страницата
Значи, сакам тука да ги соберам сите мои поддржувачи. Буквално ти на луѓе им недостига поддршка и љубов. Парите се трошат, ќе дојдат, ќе отидат. Така е. И толку јас никош не сум ни била материјална личност. За несреќа ми требаат многу скапи работи. Помагала таа кукичка пристапна што сакам да ја направам, затоа и сакам да ја направам со помош. Ја не барам пари, барам прво земја, па некој да ја направи, па да ја оправиме, ме разбираш? Еве се надевам дека, мислам, затоа и се и овие гостувања и овие апели, затоа што никогаш не знаеш нели кој ќе слушне, кој ќе види, кој некако ќе помогне, така да се надеваме. Затоа и не знаеш кој што се може. Јас да може од направи. Стефан ќе очекувам да е, не знам, фитнес тренер, он гледаш ете ќе ме почести денеска со пудинчел. Може ќе го била ќе правиме спот. Така е, тоа сакам да кажам дека еве Стефан донесе орев смоква леле. Ова има 400-500 калории. И јас ќе го едам. Можам. Не, значи Стефан, ќе се вратиме искрено на тебе веќе да се надоврзаме и на оваа храна затоа што ја гледаат тука луѓето, ова е една здрава храна, нешто за кое што многу се зборува. И мене ми се допаѓа што многу ресторанчиња се отворија кај нас во последно време, кај што нели, па и не секој може да готви, идеш го купуваш и тоа е тоа. Стефан, ти ми кажа дека, мислам барем јас онако што го знам, би сакала да ги запознаеме и гледачите за нели зборуваме за систем, за држава, за тоа како луѓето си викаат аман од се нешто што се случува тука, сакам да се иселам. Ти го направи сосема спротивното, да, може би си имал прилики, си имал шанси, меѓутоа реши дека да ќе останеш во оваа држава и како млад човек, па дури и свој бизнис ќе си започнеш. Каде може би си се покајал, не знам, може би милиарда предизвици си имал, ама се уште успешно обстојуваш тука и не знам веќе колку години и си живееш и си функционираш. Кажи ми, како е од твоја перспектива, од твоја гледна точка да имаш прилики да заминеш, а да си речеш не, окей, чекај, можеби ќе дадам шанса и на себе во мојата држава, меѓутоа и на државата да се покаже како држава спрема мене како граѓанин. Вака. Од кога го напуштив претходното работно место, како што напоменав, бев стујард и работев во авиација, имав понуда за да работам во private jet во Дубај за швајцарска компанија со солидни примања кои што за кај нас се стварно огромни. Тоа што мене навистина ме натера да останам овде е првенствено фамилијата и пријателите, без кои што не би можел, како што кажав, бик сум, емотивни суштества сме и секогаш се врзуваме за домашните. Првенствено тоа, друга работа е тоа што секогаш сум сакал да работам сам за себе и сум сметал дека собствениот потенцијал и капацитет најдобро би можел да го покажам на место каде што мене ми се отворени рацете и можам да ги превзам сите оние чекори кои што се неопходни за едно функционирање, дали е бизнис идеја, проект или како и да е. Сметам дека доколку си добар ќе успееш, доколку не си доволно добар ќе пропаднеш и си го сносиш товарот и во едното и во другото. Што се однесува кон здравата храна и рестораните, јас се радувам на што повеќе отворени ресторани за здрава храна, со тоа расте конкуренцијата, со тоа расте тоа што ние треба да се подобриме. Не ги разбирам луѓето зашто во било која бранша се плашат од конкуренција, доколку си го знаат собствениот и производ и џокер во џеп кој што го играат и со кој што може да искочат на пазарот на трудот, за секој го има купец, така да сметам дека нема потреба од стравување на такво нешто. Државата како држава да, има од типот на грант кредити кои што може да подпомогне. Мојот бизнис генерално не е отворен со таков кредит. Меѓутоа има начини, има алатки со кои што може да подпомогне доколку некој е заинтересиран и доколку сака да оди таа патека е малце подолга, одзема временски период каде што треба да се аплицира за истиот кредит, треба да се почека, да се одобри, да се поднесе бизнис план и да се одобрат средствата, после тоа истите тие средства треба да се оправдат. Претпоставам сите веќе сме запознаени со мерките кои што ги нуди самата наша држава. Ти дошло ли во ситуација си речеш леле ставам клуч преку глава ми е? Се случува. Си каква професија го има тоа? Се случува, не викам не, меѓутоа во таа ситуација имам тука еден ангел чуврта е брат ми, кој што ние заедно го водиме бизнисот и секогаш кога јас би сакал да ја кренам рачнат и да кажам ама шо е сега ова веќе, секој ден нова глупост има ли барем еден ден да смераат. Он се појавува баш тука и ги превзема сите чекори кои што треба да се направат, така да го поздравувам во оваа прилика и преблагодарен сум што ета Господ не создал како премногу различни, ние немаме една допирна точка ни карактерно ни физички. Меѓутоа точно во ова што го работиме се надополнуваме
премногу, сето на кое што не можам да го сработам, јас го сработува он, и обратно работата ни е поделена и ни оди како мед буквално. Леле, колку убаво. Мене ме интересира околу рецептите, а дали вие ги смислувате со Сите братите? рецепти се мои. Сите рецепти се мои, целиот концепт на самиот ресторан. Идејата важиме за единствен ресторан кој што нуди целосно безглутенско мени, тоа значи без пченица. За луѓе кои што имаат целијакија, кои што се интолерантни на глутен, без шеќер, без рафинирано масло, целата храна ја приготвуваме на принцип на топол воздух, односно во ерфраери. Најнова дигитализирана технологија на подготовка на храната со тоа што сите микронутриенти остануваат во незе, да може од човековиот организам да ги апсорбира на правилен начин како што треба. Вау, браво. Важно е дека има за секој по нешто, За за секој по нешто. Би сакала Софија да ја прашам, Софија, кој е твојот ангел чувар? Еве за Стефане брат му, кој те чува тебе или те чуваше во сите овие години? Има ли Жената некоја од таква Лос-Анџелес, личност? Па пред таа личност во Лос-Анџелес сигурно. Па види, ја пред се сама себе се чувам. Јас сум си свој ангел Да, чувар. таква сум си, ја од никој не очекувам апсолутно да ме чува. Леле, типичен овен човеч. Па добро сега, тоа е карактер. А инаку ме чуваат сега масоните од Англија и темпларите од Лос-Анџелес. Значи сега имам позадина каде што буквално безбедно тло би се рекла, така да и Карен е тука, да, Карен ме чува. Кажи ми ти доста години, мислам, ти си од кај нас, работиш кај нас, иако нели кажа дека и многу врати на многу странски пазари ти се отворени, Апсолутно. буквално си секаде. Сподели ми некое твое искуство, например, со работка со другите земји, со актери од другите земји, затоа што имаш соврвни имиња Так. соработувано. Так. Мислам, некое твое искуство кое што ете можеби така никогаш нема да го заборавиш, нешто кое што до сега мислиш дека ти е баш она пик во кариера. Вака, значи, што се однесува до актерите, тука од Македонија, скоро со сите актери сум работела. Кога ќе ги споредувам со актерите од Балканот, можам да кажам дека се исти и на исто рамниште. Значи, и во комуникација, и во талент, талентирани се нашите актери многу, само штета што не се ценети толку колку што треба да бидат ценети. Балканските исто актерки и актери, кои што се исто на едно многу високо ниво. Европјанките малку одскокнуваат, но не во поглед на талентот, туку во поглед на богатство, слава, поголем пазар, подобар пласман, нели, на тоа што се работи, дистрибуција подобра, заработка уште поубава. Сега, кога дојдов до холивудските звезди, јас тука многу се изненадив позитивно. Значи, холивудските звезди воопшто не се препотентни, толку се едноставни, си пишуваме буквално на мобилен како да си пишувам со другарка ми со која што сум растела од, не знам... Од средно. Да, од средна школа или од основна школа. Толку се... Не можам да ги опишам. Ја мислам дека се препотентни, дека се не знам какви. Кај нас овде има сосема изместени вредности и системот е многу изместен и ние наопаку ги гледаме работите. Значи, тамо да ги именувам, да речам Джоди Фостер, Шерон Стоун, кога излезат надвор, они не се облакаат у балски халјини па да шетаат као тука што одредени персони шетаат и мислат дека се не знам кој. Значи, оди во фармерка, во кошула, секојдневно, да, апсолутно мислам. Некој во одело, ако ќе дојде во тие, да речеме Оскаровски, Иван што ги викаат или не знам коктел, такви некои забави, тогаш да, доаѓа нели Долче Кабана, Живанши и така натаму ги облекува каде што да изгледаат нели како што треба да изгледаат. Непосредноста тука голема разлика е помеѓу Балканот, Европа, Македонија и Холивуд. Значи во Холивуд буквално ако глумците ги оставам на страна, ако почнам да комуницирам на ниво на продукција, исто сметам дека има големи разлики. Овде продуцентите се трчилажи, манипуланти, не сите, ама повеќето од нив, додека тамо, иако се мисли дека Холивуд нели има, не знам, скандали, тајни, вакви, такви, онакви, они не се толку трчилажи. Значи, таму кога одеш, они ти кажуваат, имаш вака, договорат тие тој, треба тоа и тоа да го сработиш, можеш или не можеш. Биди искрена. Ако можеш, окей, ако не можеш, не се нафаќа воопшто да го потпишеш. Апсолутно, така и да, на мене тој начин на функционирање многу ми се допаѓа, затоа што јас идам искрено, професионално, они искрено кон мене. Сметам, ако можам, прифаќам, ако не можам, не прифаќам. А овде ќе те трчат, лажат 2 месеца, 3 месеца и кога ќе дојде до финален продукт, или ги нема, или бегаат, или банкротирале, или
нешто им се дешава. И ја после, пошто имам сегне мои луѓе, од централни регистри вадам, да, еве си банкротирал ти си банкротирала, зашто ме лажеше 2 месеца и така натаму. Сега ми се случи такво нешто овде у Македонија, што е фрапантно. Со еден наш глумец кој што е многу познат, испадна дека е банкротиран. Но во ред. Да. Значи ја му простив, тоа нема веза. Не сакам да кажам дека нивото е овде многу ниско. Нивото на комуникација, ниво на значи нема овде никаква ни култура, ни честност, ни професионализам тука те гледа во на очи. издаваштво тој е проблем. Нема зошто вели пишува искра, пишува искра, ама нема кој да го редактира, кој да го издаде, кој да го дисеминира, кој да го продаде тоа. Јас не можам да бидам и поет и ова и она и се и на крај да се продадеш. Тука излегуваат трчилажи, значи тука работиш 2 месеца и на крај кога ќе дое финалното да го сработиш, потпишуваш договор, значи ја потпишав договор. Потпишав договор и пред да испадне она кое што требаше да испадна дека човекот е во банкрот. И сам мислеше мене да ми ја префрли топката, ама се зафркнал, пошто ја имам 131 IQ, значи тоа е високо ниво на интелигенција, и плюс јас сум микс на менталист и медиум. Значи умеам да проценам работи, кога ќе влегува, например, некоја особа во мој живот, без разлика дали е соработник или е интимен партнер, и така натаму, кај мене се отвараат одредени визии за него. Ја точно знам кој е, што е, што ми мисли, како ми мисли, на кој начин функционира, што сака од мене, што би направил на мене, би ми направил. И ја тука одма гард ставам. Да, тука ставам одма гард. И знам точно на кое ниво и буквално какво е тлото во кое што газам и со кого си имам работа. И така да човеков одма го фатив дека е банкрот, му ги покажав извештаите, банкрот си заќута и тоа заврши приказната. Но мене ми ја изгуби он годината, разбираш. Ја наместо овде да сработам тоа што требаше да сработам, мене годината ми пропадна и сега со мојот колега Алек Русијаков, кој што ми е многу драг колега, кој што многу го сакам, многу го почитувам, пишуваме нова сценарија. Браво, зашто? Така да, за каков филм, за кај нас? Па не знам Алек што ќе напише, но он пишува изворедно, ја му верувам на него, во неговото перо. Му дадов одредени индикации, што сакам да биде, како да биде, односите помеѓу ликовите му ги кажав, концептот му го кажав, му го пратив, он рече ќе го сработам Софија, ќе ја видиш првата верзија, после тоа ќе го сработиме втора, трета, четврта и така натаму, колку што треба. Тука ли ќе се снима нешто, ајде Да, во Македонија ќе биде македонски. Па у Македонија ако дадат пари овие од агенција за филм, затоа што у Македонија постои затоа што во Македонија постои една исто така тука голем проблем, со кој што јас се борам додека сум овде у Македонија, скоро 5-6 години се борам со тоа, од короната сум во Македонија. Значи ми се деси короната, па татко ми се разболе, па почина, па морав да останам тука, па мајка ми се разболе, така да некако околностите во животот ме натераа овде да бидам 5-6 години, со тоа што кратки патувања имам, се враќам, но комуникацијата си останува цело време на Viber, WhatsApp, социјални мрежи со луѓе од Холивуд. Така да, како што кажав, мајка ми ја чувам, да дочувам мајка ми и се заминувам од земјава, затоа што овде не можам едноставно да не дека не можам да се борам, можам да се борам, ама не сакам да си трошам енергија за џабе. Значи имам канали во странство кои што ми се отворени, со кои што сум супер. Овде јас да се зафркавам со некој од филмски фонд каде што ми кажуваат партиски се пред се таму ставени све. Остај тоа што се партиски, туку едноставно не можеш да воспоставиш комуникација со нив. Читачи да не објаснувам кои се и шо се, тоа генерацијски, еве да ви кажам, новинар чита сценарио филмски. Дали е тоа нормално, ја не знам. Значи во Холивуд тоа би било ненормална работа, затоа што во Холивуд има читачи, вака иде. 20th Century Fox, Columbia Picture, MGM и така натаму големите холивудски филмски студија. Имаат луѓе кои што се драматурзи и кои што се филмски сценаристи, кои што денеска на ден имаат 1000 сценарија. Тие 1000 сценарија кои што ги испраќаат сите од цел свет, нели нормално? Секој режисер, продуцент сака да влезе во холивудски студија. Сега за да влезе, они ги читаат. И главните продуценти им да дават, например, ти ќе читаш ова, ти Елена ова ќе чита, Стефан друго ќе чита, Искра трето ќе чита. И они се сите компетентни што читаат, знаат. И кога ќе прочитаат, они оценуваат тоа што е најдобро сценарио, се јавуваат кај тој сценаристот, режисер, одма активираат и продуцентот е тука, филмските студија се тука и они функционираат и го снимаат. Кај нас, мене, моја сценарио или сценарио на мој колега, драматург, филмски сценарист кој што е школуван,
му чита сценарио, барем беше така, сега е малку поинаку, подобро да речем, ама колку е ќе видиме. Му читаше во наводници новинар. Или, мислам, ја кога видов кој се таму чита, ја прво ми реков како може, ама ми викаат таа новинарката, да не ја именувам која, си знае кој читала таму. Па да, знае, си ние филмаджиите, знаеме кој ни чита таму тоа сценаријата. Испаѓа дека она чита, ја викам, зашо е она ставена овде да чита? Вика, она иде по фестивали и она знае и чита. Хај, викам, не ме зафркавајте, мислам, идела она по фестивали, у Манаки била и до Табановце и она ми чита мене сценарија. Мислам, овде има и друг закон, кој што, извини Искра, кој што многу е без везе. Тоа значи дека овде, ако дојде Спилберг, не може да режира. Сега ќе ви кажам зашто. Во законот има дека Спилберг треба да има филмови поддржани од Филмски фонд, за да му даде Филмски фонд на Македонија пари. Замислете, Спилберг си има снимено холивудски, нема од Македонија земено пари. И он ако дојде у Македонија да побара пари за филм, они знаеш како ќе го напишат? Дебитант. Стивен Спилберг со 3 Оскара дебитант. Па ете, јас сега ти затоа ќе одиш во Лос Анџелес. Джоди Фостер, она да дојде овде да снима, она е дебитант. Зашо она не е поддржана, имам 5 филма. Моите 5 филма не се поддржани од Македонија. Чи тоа се све продуценти, копродуценти српски, едино македонска телевизија ме поддржа во последниот мој филм, фала и многу. Така да инаку све се тоа странски копродукции. Со тоа што јас сега се водам тука во Македонија како дебитант. Мене ми е срам. Значи ја дебитант, кој да сум завршила вчера кај Столе Попов, кој да имам 18-20 години и добар ден, ја дебитант сум. Да. И кој го објаснов на овие од Филмски фонд, овие ќута, таков е, вика, законот не сме ние криви. Па кој го носи законот? Кој ги носи законите у Македонија? Па луѓето кои што се поставени таму, не ги носи некој од страна. Значи ние сами себе си го копаме гробот. Па чим си копаш гроб, падни си у гробот што го копаш. Затоа ти сакаш да одиш во Лос Анџелес и јас затоа кажувам едва чекам да видам каква кариера ќе направиш таму, затоа што нели па и таму работите. Светска ќе направам таму. Функционираат еден ден ќе пишува Софија Теодор на булевар на звездите доле. Ќе го кажат моето име. Да се сликаме со македонката која што има звезда во Холивуд. Еви Искра ќе ја земе. Искра, пишуваш, кажи ми уште? Пишувам постојано затоа што тоа мене ми е потреба внатре како за дишење. Те релаксира, значи? Не само што ме релаксира, ме напнува и буквално сега еве деновиве имам дури и физичка болка. Дека не си пишувала? Не дека не сум пишувала, имам цел роман во главата, односно 2 мисли само што треба да се заокружат и еден што во 3 дена буквално можам да го напишам, да имам услови. Сега дома немам ни компјутерот каде да си го ставам за да си го пишувам, а друго е што сум бавна, па сте Кај ти е компјутер? Имаш компјутер? Да. Имам, меѓутоа живеам во тотален хаос. Тоа е проблемот како хордерите и затоа беше тоа моментот, ако додека не стигнеме до таа адаптирана кукичка. Барем нека се јави некоја фирма професионална, значи да ми помогне во расчистување на просторот, како што она од BBC што имаат една емисија, серија Sort Out Your Life, така нешто. Да, го средуваат простора, во таа смисла, затоа што до неодамна заради тие неразрешени работи не смеев ништо да мрдам од оваква работа. Мислам дека има Искра, јас еве ќе апелирам повторно, мислам дека некаде на социјалните мрежи ми се имаат појавено, тоа се група волонтери, другарки, пријателки кои што заедно работат и одат, се редуваат по куки по домови. Не сум сигурна сега на кој принцип работат, меѓутоа доколку има некои такви луѓе кои што не гледаат во моментот кој што се навистина Кристина пеачката, ентузијасти. Да. Треба и да се сигурни луѓе, не секој што вако Кристина, ако се сеќавате, искрени со Искра, ако сме искрени. Јас никогаш во јавност не сум кажала што и како и зошто. Меѓутоа, Искреме од Искра беше една голема иницијатива и голема надеж 2019 да се разреши работава. Она успеа, само си ја превзема идејата, си ја направи куќа на среќата. Морам Искра да те прекинам, морам да најавам реклами, ќе се вратиме на продолжиме понатаму, пауза за реклами.